Три работи на кои што мораш да внимаваш во својот бизнис доколку сакаш да излезеш од прво ниво или ниво на преживување. Најголем дел од бизнисите во Македонија, регионот, па ако сакаш и во светот, се наоѓаат на прво ниво преживување. Тоа ти е повеќе од 76% од бизнисите. Што е за најважно? И зошто велиме прво ниво? Затоа што се уште има детски болести. Има работа, нема работа. Има клиенти, нема клиенти. Однел роба, не му плаќа. Од ова чекал, тоа чека. Ова ќе направиме, тоа ќе направиме. Доаѓа први месецот, трингл, проблем. Како да излезеш од ова ниво? Има работа, нема работа. Како да излезеш од ниво 1, да почнеш да поставуваш цени, да почнеш да градиш тим, да почнеш да градиш и да го развиваш бизнисот? Мораш да ги примениш сите овие три работи кои што ќе ти ги кажам и доколку останеш до крајот на оваа подкаст епизода, но не само да останеш, да земеш лист и пенкало и да ги запишеш, да го прегледаш ова видео или подкаст епизода како сакаш, најмалку 5 пати, истата епизода, со истиот лист, со истото пенкало, врти, препишуј, нема шанса да излезеш од ова ниво, ако сакаш и 5 години, и 10 години нека поминат, нема никогаш да излезеш од ова ниво. Како знам, што работував во изминатиот период со стотици предприемачи, во моментот преку 70 луѓе се на моите програми, буквално го гледам истото, ова важи за сите луѓе кои што се на ниво 1. Без разлика кој бизнес, без разлика колку години на постоење, буквално или ги пратиш овие три работи, или едноставно се вртиш у круг. Се надевам дека денеска ќе сакаш нешто од ова да научиш и да примениш. Пред да ти ги кажам овие три работи, слушни ме внимателно зошто е ова важно. Минатата недела имав закажано коучинг сесија, односно бесплатна консултација. Се пријавува сметководител од Скопје. Нема да го кажам името, не е битно. Не дека немам дозвола, но еве не мора да го кажам името. Вика Александар, јас не закажав консултација, затоа што се ми е окей, знам што сакам и ќе се пријавам на програм Здравје после септември, но јас немав друг начин како да ти кажам благодарам. Сакам да ти искажам благодарност и немам друг начин, вели, немам телефон твој, немам мејл, ова беше единствениот начин. Супер, викам, одлично. Час и половина, буквално слушав, а жената ми вели, не сум зборувала вака, не знам од кога, ова не личи на мене да јас само зборувам, а не слушам, туку, дали, или да поставува прашања, вика, ова не е својствено за мене, но ете излезе, тоа го кажа на крајот. Слушај што вели. Работам како сметководител. Имав само неколку клиенти. Те пратам од 16 април минатата година. Ги прегледав сите твои можни видеа. Серијал оној, серијал тој, ова епизода, таа епизода. Претплатена сум на бесплатниот ньюслетер. И вели, ако ти фали некој мејл, кој што си го испратила, а го немаш, само пиши ми, вели, ја ќе ти го испратам, оти ги чувам сите мејлови. Секоја подкаст епизода ми е прегледана, во тефтер запишана, извлечени заклучоци, но слушај го ова се на крај. Се живо што зборуваш, буквално применив. Денес немам веќе клиенти кои што плаќаат 1000, 2000, 3000 денари, туку за моите услуги веќе плаќаат луѓето по 2,5, по 3000 евра и имам фантастични задоволни клиенти кои што ме препорачуваат. Кажи ми ти сега, колку познаваш сметководители кои што наплаќаат за својата услуга 2,5, 3000 евра, па и погоре. Секако дека ќе пронајдеш некој, но поголемиот дел ќе се жалат, ќе протестираат пред влада, ќе кажуваат гачки, наместо да го сработаат. Што ова ти кажува, драг мој пријателу? Дека некој е реализатор, некој млати слама и само сонува во празно, измислува топла вода, и има луѓе кои што се критичари. Се нешто не му чини, се има докази он како не функционира, се него не му е добро, не му чини државата, луѓево, клиентите, И има луѓе кои што се реализатори. Погледнала господјата,
седнала, реализирала, си дозволила да експериментира и вика Александар кога го добив првиот клиент, останатото вели добив самодоверба, сватив дека ова све што го зборуваш има смисла, дека функционира, вели кој може мене денес да ми докаже дека нема луѓе за работа, дека нема премиум клиенти, дека можеш да направиш бизнис каков сакаш, вели кога работам само неколку часа во неделата. И не само јас, туку и мојот тим е ангажиран повремено, тие се во редовен работен однос, носи работка и од дома, и од канцеларија, кога има најчесто работа, тога се сите во канцеларија, останатиот период вика ако мене ми е убаво, сакам да им биде убаво и нив. Значи, што сакам со ова да ти кажам? Сакам да ти кажам дека дали се достапни сите овие материјали за секого? Па ја на YouTube немам забрана, ти може да гледаш, ти не може. Дали во различни видеа зборувам за различен човек, истото го гледаш ти, истото го гледаат и други маса луѓе. Но каде е разликата? Некој ќе го гледа, ќе запише, ќе размисли, ќе примени и ќе добие резултат, а некој ќе скрола, па уште едно видео, па друго видео, па петто видео, па ќе размислува и никогаш нема ништо од ова да примени. Вика Александар, кога сакаш повикај ме на подкаст епизода, на семинар, на тренинг или на било што, јас вика ќе излезам пред свите и да кажам дека се ова што го зборуваш буквално функционира и ти благодарам. Ете толку имам да кажам за овој прв дел. Затоа, не оставај ова епизода да биде само на ниво слушнав важно, интересно е, да, држи вода, не држи вода, туку преслушај ја епизодата како благица, 15 пати преслушај ја, запиши и примени, инаку ништо од ова, само си губиш време. Ајде да се фатиме за работа. Првиот проблем кој што мораш да го решиш, ако е проблем, небитно, ама чекор, ајде. Тоа е мајндсет. Кога зборуваме за мајндсет, искажани се 300 глупости на мреживе. Мајндсет е кој си ти како личност, значи идентитет, кој си ти кога не те гледаат луѓето, како размислуваш, кои ти се доминантни чувства, кои ти се вредностите, какви верувања имаш, значи во што веруваш ти дека функционира или не, во што ти мислиш дека си во право, во што не, и одлуките кои што ги носиш и буквално делувањето, значи однесување. Дали имаш добри навики, како изгледаш, како се однесуваш, дали имаш дисциплина, немаш дисциплина, значи овде зборуваме за мајндсет. Кога зборуваме за мајндсет, она што е најважно, ја можам да зборам 3 недели овде и ништо да не кажам, но она што е најважно, постојат 3 идентитети кои што ги има секој човек на планетава. Првиот идентитет е сонувач. Слушајме сега внимателно. Каков тип на луѓе се овие, чии што идентитет доминантен е сонувач? Овие луѓе само размислуваат, префрлаат од шуплје у празно и на крајот у животот ништо не постигнуваат. Ги има куп. Слушајме. Овие луѓе секој што бараат нешто што нема на пазарот, некоја иновација, нешто што не постои, нешто што е тренди, нешто што е актуелно, нешто што е... Значи, овие луѓе трагаат по идеи. Кога ќе разговараш со овие луѓе, или обично кои ми доаѓаат на програм или на консултација, небитно, овие луѓе имаат толку многу идеи што викаат, мене Господ ме дал, јас сум мајстор, имам 3000 идеи у глава. Супер! Кога јас ќе ги прашам, супер, од овие 3000 идеи што ги имаш ти, што од ова си применил до сега? Што од ова едно нешто заврши? Најчесто, кога ќе им го поставам ова прашање, слушајме внимателно. Ова ама не го довршив затоа што? Ова ама не го довршив затоа што? Ова ама за малку не го довршив затоа што? Значи, овие луѓе имаат 5000 идеи, се нешто почнуваат и ништо не довршуваат до крај. И затоа овие луѓе немаат ќорде на ручеп. Овие луѓе од 25 до 1 се најпаметни. Од први здравје сеја само да платам кирија, трошоци, плати, ДДВ, МДВ, ЗЗ, и више нема шанса. Ова ќе направам, тоа ќе направам, ова ќе направам, тоа ќе направам, па не сум ја будала, ќе видиш. Супер. Ќе пројде ли први, прошла опасноста, се снашал некако, платил или не, и готово, овие луѓе забораваат. Исто како да ништо не се случило, до кога?
Повторно до 25. На 25 или како се приближува први, или кој да е период кој што треба да му да платат трошоци чуда, овие луѓе повторно размислуваат идентично. Значи, каков тип на луѓе се овие? Само пуста идеја, се нешто сонува, фенси, секси, тренди, ова, тоа, ќе правиме вакво, такво, ништо на крајот од животот не прави. Бегај подхитно од вакви, или на крајот ќе ти кажем решението за ова. Одиме второ ниво, се извинувам, втор тип на идентитет, а тоа е реализатор. Уште една ќе ти кажам, реализатор. Каков тип на луѓе се овие? Ќе му дојде идеја, ќе види ли нешто, или знае видел дека некаде нешто функционира, и он се држи до тоа као давеник за сламка. Значи, човекот не му треба 100 идеи, му треба само една, и он е дисциплиниран и фокусиран на резултат. Значи, штом добие идеја дека треба да направим маркетинг активност, продажна активност, стратегија, што год и да е, он буквално е као машина, као сингерица. Дин, 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 секој ден се појавува на продажни разговори, буквално као да нема ќорде на руџе. Буквално као да животот му зависи. Такви се сака уште постигнување. Значи, не му ја тупи многу, туку работи посветено. Овие луѓе постигнуваат највеќе у живот. Овие луѓе се оние луѓе помеѓу 1-2% во светот, кои што ги гледаш, кои што има милионска компанија, расте бизнисот нон-стоп. Овие се луѓе реализатори. Трета работа, или трет идентитет, а тоа е аналитичар, или ако го наречеме со правиот збор, тоа е критичар. Има разлика помеѓу аналитика и критика, но овие се отприлика таквите луѓе. Кој се овој тип на луѓе? Све они знаат. Има статистика кој што работи, како работи. Кој тип на модел, зошто ова нема да функционира, зошто ова нема да функционира. Зошто нема луѓе за работа, зошто луѓето немаат пари. А по области, по градови, по држави, по региони, по бизниси, по продукти, по услуги. Значи, овие има пун курац информации, ама ништо не прават со тие информации. Значи, они гледаат проблем, наместо да гледаат решение. Значи, он ќе ти дока, и кај ти соработиш со него или разговараш со него, он не размислува како тоа да го реши, туку овие само ти носат проблеми на маса. Значи, затоа ги викаме критичари. Не чинела државата, народот немал пари, во овие бизниси немало пари, во оваа држава немало пари, во оној регион немало пари. Во ова немало пари, таа локација не чинела, овој програм не чини, ова не чини. Значи, овие луѓе се имаат образложенија зошто тоа го зборуваат, но што е проблемот? Гледаат у црно и никад у бело. Па види ти, ако гледаш све у црно, јебига нормално нема да тргнеш у акција. Зошто? Затоа што не гледаш ти светла точка у тунел. Каков тип се овие луѓе? Обично, или стагнираат или назадуваат, или овие луѓе тражат партнерски бизнис. Зошто партнерски бизнис? Затоа што сваќаат дека они само пимплаат и седат у место, нели, имаат куп анализа, ушто овој проект, ушто овој план, све нешто планираат, размислуваат, ама не трга у акција. Зошто влегуваат у партнерски бизнис? Затоа што им треба некој реализатор кој што ќе им помогне да направат нешто. И сега ако ги гледаш овие три идентитета, зарем мислиш дека нешто било поразлично во минатото пред милиони години, кога луѓето живееле во пештера, па секако постоеле ловци, значи вториот тип, реализатор, иде у шума, лови, се враќа дома, носи ручек. Имаш и сонувачи, така? Шо праве сонувачи? Идеално место за лов, ова е алатка, ова стрела и на крајот ништо не прави, ништо не уловил. А овие третиве позади, ти кај ќе му донесеш си уловил мечка, он ќе ти каже дека требало на 75 дела да се исече, па 4 да се тргна, зашто у септември лани немало улов, имало поплава и он ќе ти кажува гачки со што? Со тоа што ти си го уловил. И гледаш како уствари у амигдалата или у нашиот мозок, рептилен, се уште стои печинецот во нас, прачовекот. Значи ова све што ти го зборувам е идентично дали ти го функционираш во бизнис, дали си во останатите животни целини како области како, не знам, здравје, финанси, кариера, развој, движење, спорт, што и да е. Значи, што сакам да ти кажам? Доколку ти не знаеш, а веќе знаеш од ова, ти го, ако си искрен или искрена со себе, веќе препознаваш каде се наоѓаш,
Ако ти имаш идентитет на сонувач, а немаш на реализатор или на аналитичар, ти цел живот ќе останеш тражиш идеални услови, идеални времења и тоа нема да се случи никогаш. Се некој друг има подобро, се некој ова, се ова како да го заебеш ти пазаров, маркетов и на крајот си се заебал сам. Значи што ти треба? Промена на идентитет, реализатор. Помалку збори, поќе работи. Тоа е реализатор. Втора работа, реализатор нема проблем да остане кратко време во ова ниво 1. Реализатор има проблем сега кога ќе го подигне бизнисот во ниво 2. А ниво 2 што значи? Он е најпаметен, он трча, он работи и полека добива идентитет, јас сум бизнисот, не верува во други луѓе, зашто мисли и очекува дека сите сме идентични. Проблем у комуникација, проблем у однос, се некој му е недисциплиниран, се некој му е ваков, му е таков и полека почнуваат луѓето да се заглавуваат. Не делегира задачи, не гради системи, значи се него му звонат клиенти и ова, ама овие луѓе немаат проблем со финанси. Овие луѓе немаат проблем со клиенти, има куп работа колку сакаш. Овие луѓе сега немаат слободно време затоа што цел бизнес и сите проблеми си ги зеле на себе. Ова е нешто што го решаваме на Mastermind. Првото ниво го решаваме на бизнес темел. Сега, третото ниво, критичари. Овие луѓе може цел живот да останат у бизнес на ниво 1. Зошто? Затоа што му треба помалку да биде наслонет, фокусиран на критика и аналитика, туку полека да презема повеќе на сонувач и да реализатор. И затоа ова е важно да знаеш. Затоа секоја недела во 20 часот со сите луѓе без разлика кој на кој програме, секогаш во недела во 20 часот обавезно работиме вежби за промена на мајндсет, промена на идентитет, на однесување и на верување и вредности. Зошто е тоа важно? Затоа што постои начин, но ти, ако не си во група на поддршка, ако не гледаш луѓе кои што се околу тебе, кои што имаат сличен или ист проблем како твојот, ако ти не гледаш и од другите луѓе дека исто или слично размислуваат, па некој решава, некој не решава, кога си ти изолиран или изолирана, ти мислиш дека имаш најголем проблем и само ти го имаш тој проблем и дека другите им е многу полесно. Луѓето влегуваат во вртлок. Што значи? Одат надолу. Наместо да седне и да размисли, јас не сум бизнисот, туку јас сум човек. Бизнисот е ова, јас сум овде. Што значи тоа? Дистанцирање, одвојување. Ова е бизнисот, ова сум јас. Наместо да почнат да размислуваат, се е во ред со мене, може би нешто знам повеќе, нешто помалку, само сум човек, во ред и да сгрешам, во ред и да не знам, во ред и да немам вештини, во ред и да имам проблеми. Значи, наместо они тоа да размислуваат и да погледнат на бизнисот, да го гледаат како друга единка и да го размислуваат од страна, што недостасува, што треба да подобрам, кој бизнис модел да го одберам, која маркетинг стратегија, како да продадам полесно, како да дојдам до клиенти полесно. Тие наместо да гледаат на тој начин, тие имаат негативни, деструктивни мисли. Што размислуваат овие луѓе? Мене не ми бива за ова, мене не ми бива за тоа, јас не знам ова, јас не знам тоа и нивниот мозок почнува буквално као мајмун да ним скока, као и мене у минатото и нонстоп ќе ти сервира негативни мисли. Просто е, брат, слушај ме внимателно. Ако сакаш да слушаш Радио Фортуна, а ти е на 95,5, крши го ти радиото, ако сакаш, антена ќе ти свири и нема Фортуна, Роса или не знам кој е друго радио. Значи, на која фреквенција си ти, на која вибрација си ти, такви мисли ќе ти сервира мозокот. Ако ти си, јас сум глуп, јас сум неспособен, све мене не ме бива, мене никој не ме фаќа, луѓево не ме разбираат, понудавам, никој не ме разбира, глеж тубо, ја правам овој начин и луѓево глупи се, вакви се, такви се, ја не знам за продажба, од малав сум таков, ја не знам со луѓе, гледај кај ти се проблемиве. Наместо да ги бараш ти у бизнис проблемите, ти ги бараш у себе, па ти не си бизнисот. Овде паѓаат луѓе на прво ниво и никад не излегуваат. И после вика, ја Александар немам самодоверба, жити мајка. А како имаше храброст да кажеш ја немам самодоверба? Тој што нема самодоверба нема ни да изговори Александар, јас немам самодоверба. Значи ти имаш. Жив си, здрав си, функционираш? Да, имаш самодоверба, кој рекол дека немаш?
Едно е лични работи, друго е работи на бизнисот. Значи ти на бизнисот ако не му даваш енергија, живот, крв, нема да функционира. Ќе атрофира. Што е крвотоку бизнис? Финансии. Како до финансии? Продажба. Значи ако ти не се бавиш со клучни работи, не е проблемот до тебе. Само имаш погрешна стратегија и губиш самодоверба. Ова не смееш да си го дозволиш. Најголем дел од луѓето кои што се на ова ниво имаат деструктивни мисли кон себе. Што се случуваше во минатото со мене? Кога јас работам во друга фирма, за друг, значи имам собственик или како сакаш, јас повеќе се вложував тамо, бев многу попродуктивен, многу повеќе работев и предонесував, отколку кога започнав собствен бизнес. Седам дома и се мислам, викам, добро, како можеш? Имаш работно време 8-4, понеделник, петок, ја и сабота на работа. Викенди, прекувремено, носи дома работа, гледај се со луѓе, прај состаноци, чуда. И си викам сега мајката, викам, како бе за друга фирма, јас се вложував работа в куп часови, енергично, а сега за себе не го правам тоа. И што се сетив? Дека всушност не е проблемот до мене. Туку проблемот е која улога сум го поставил во мојот бизнис. Значи, едно е улога работам за друг, а друго е сосема јас сум директор на своја компанија. Јас сум реализаторот на компанијата. Јас сум лидерот, јас сум водичот на компанијата. Значи, едниот е чекач, треба да му донесе работа, другиот е реализатор. И што е важно сега овде да ме сватиш? Повеќето луѓе, значи ти не се изрод ако спаѓаш овие луѓе, ти кажувам, веќе со стотици луѓе имам работа и точно знам што зборат и како зборат. И по прашањата и по мобетот, точно знам на кое ниво се наоѓа. Не треба ни анализа да му правам. По прашањата кои што ми ги поставува, по начинот на кој што... Одма се познава, верувам. Значи, што мислат овие луѓе? Овие луѓе мислат дека нешто не е во ред со нив. И секогаш викаат, Александар, многу повеќе работа ми се трудам, кога треба да му помогнам на друг, отколку за себе. Што значи овие лоши луѓе се? Значи, нас во заедничко во крв ни е на сите. Повеќе да се трудиме кога имаме одговорност кон други луѓе, отколку кога имаме одговорност сами кон себе. Сега не си во работен однос, сега си собственик, предприемач, немаш одговорност кон другого. Нема над тебе, ти си таван, управител, собственик, крај. Немаш на кому да му поднесеш резултати, немаш кон колку одговорност и еве ти стагнираш. Зошто? Затоа што доволно долго наназад си се навикнал или навикнала да те тера, да те гура, да не го обелиш, да не го оцрниш образот. Зошто јас работев и прекувремено и чудо за другата фирма? Затоа што не сакав никогаш да го изгубам образот. Оно што сум го ветил да го сработам, полека ми станало навика и така сум функционирал. И сега доаѓа мојот бизнис, работам консалтинг, сум добил 2 клиента, работам 4-5-6 месеца со нив и додека јас имам овие период сега 6 месеци ја да работам, пошто толку 2 клиенти земав максимум 3, и јас сега 6 месеци не работам ништо на продажба. Зошто? Затоа што има време, нели? И така кога ќе завршеше периодот, сега ми треба клиенти, завршил овој, сега ми треба клиенти, па ти кој сакаш нема. Зошто? Одмори се, ладно е, топло е, ова е, она е, немаш работа. И ќе ми се јави вакуум. Што направив? Викам, не брат, мора ја да продавам нон-стоп. Така што кој ќе се договори со некој, без разлика ја што имам 6 месеци што да работам, јас повторно одев на продажба, исто како да немам никаков клиент. И сега се договарам со еден, со друг, со трет, правиме муабет, нели? И обично кој разговарам, еднаш-два пати ќе се видиме и се договаравме со луѓето, немаше проблем. И сега ќе ми каже, например, добро, супер, почнеме, ја ќе му кажем, да, брат, ама ти знаеш дека работам 2-3 фирми максимум, паралелно, ќе ме почекаш да завршам со било која, штом се ослободи место, ќе ти се јавам, ќе те повикам да почнеме. Океј, ќе речат обично луѓето, абе не можеш сега, па нема толку работа. Зошто? Зашто сега се надеждиле, сега им е интересно, нели, сега гледаат активен проблем и ете можност да го решат.
И ќе ми вика, ај не, па, добро, ама не можам да го прифатам, зашто толку е капацитетот, нели? Добро. Ќе поминаат 2-3 месеца, пример, од тогаш, ќе му се јавам ја на телефон, еј, Александар, супер што се договоривме, ако се сеќаваш вака така, еве периодов сега се ослободи, почнеме со работа. И што слушав најчесто? Брат, па ми излезе овој човек од работа, ми излезе тој човек, сега сум шкрипец у финансии, инвестиравме вамо, сега не е време, сега се годишни одмори, сега е. Ја мислам дека имам готов клиент кој ќе дојде време да продолжам, сваќам дека немам ништо. Опа, нова лекција. Само што си помислил дека ти си го решил проблемот, кој повторно се среќаваш. Викам, добро, одиме чекор 2. Научивме едно, дека нон-стоп ти треба продажба. Научивме друго, а тоа е дека штом немаш наплатено, тоа не е продажба. Тоа е ветување. Ти се надеваш, тој после муабетот си брка своја работа, не мисли на мене. Океј, човек е. Супер, идеме чекор 3. Кој е тој чекор 3? Продолжувам јас да комуницирам со луѓе и да активно, посветено продавам и што направим следниот период. Супер, кога ќе се договориме, зборувам како да одма сега ќе почнеме со работа, со напомена на крај кога ќе се договориме, ќе им речев, супер господине, само во моментов имаме проблем. Одлично што се договоривме, супер ова што го прифаќаш, супер ова што ти одговара, супер е ти што веруваш у мене, имаш доверба, супер е се што сакаш да ме ангажираш, ама во моментов имаме проблем. Што е, Александар, обично не каков проблем со? А ја ќе речам намерно сега имаме проблем за да дадам сериозност на луѓето кои ќе ми изговориш проблем, олка им се отвара ушите. Добро. И ќе ме праша, што е проблемот, Александар? У моментов имам 2-3 активни клиенти и следниот период, кога ќе се ослободи е за 2 месеци, 3 месеци, 4 месеци, зависи кога било. И ќе им кажам, супер, ако сега сакаш да соработуваме, единствениот начин за да ти гарантирам дека кога ќе се ослободи простор да почнеме со работа е да ми уплатиш сега авансно. Шом човекот ќе уплати авансно, не го дуваат нормално као и сите претходно, сака побрзо да го заврши проблемот, но кога ти разговараш отворено и искрено, кога што му кажеш, слушај пред, ја у минатото до прошли месец зборев со 5 луѓе. Од овие 5, сите 5 ми рекоа да, ќе работиме. Кога ќе им кажам, брат, ај сега почнеме со ослободен простор, знаеш што ми вика? Што? Ово излезе од работа, тој ова, имам пари, немам пари, супер. Значи, единствениот начин за да соработуваме, уплаќаш аванс и почнеме со соработка, ти се јавам кога е. Дали е окей? Некој ќе рече да, некој ќе рече не, и види се си окей. Има право да каже и да, има и право да каже не. Истото и сега го применувам на програмот Mastermind или Бизнис темел кој што го работам. Значи, бизнис темел кој што го решаваме ниво 1, а тоа е како да зголемиш продажба, како да креираш премиум понуда, како предвидливо да дојдеш до клиенти, како да го решиш мајндсетот, ова што зборувавме. Тоа го решаваме и уписите се актуелни сега. Ако сакаш да се пријавиш, пиши под видео, пополни пријава, како сакаш, не е проблем, ќе поразговараме. Најдобро ти е закажи бесплатна консултација, да видам кој си, што си, дали е тоа ниво, дали е овој програм за тебе. Значи, закажи бесплатна консултација и можеш уште у недела сега одма да дојдеш на модулот на Mindset. А инаку средите у 16 часот го работиме тоа. Секоја недела 16 у среда и секоја недела 20 часот у недела на вечер. Значи, ако јас сега Mastermind, тоа е друго, тоа е ниво 2, кој што те ваѓаме од оператива, бизнисот да работи место тебе, а не ти за него. Таму уписите се тек после нова година. И сега, ако јас не го знам ова што ти го зборам сега, кој ќе дојде нова година, и ја тогаш ако се сетам дека сега треба да стартуе програмот, ја ќе сватам дека ќе се пријави 1, 2, 3. Што значи тоа? Дека ти постепено и нон-стоп конструирано си реализатор у Mindset, идентитет реализатор, константно разговараш со луѓе и продаваш, и кога ќе дојде уписот, ти веќе полат, 90% групата ти е полна. На секое лансирање, најмалку половина група однапред е уплатена. Еве и сега има луѓе кои што уплатиле аванс, а ќе почнеме на 3 јануар. Замисли, пола година има до тогаш. Ама ово си уплатиле аванс, си чека уредно, знае дека ќе почнеме.
Ја сваќаш поентата. А ти, што се случува на ова ниво? Во еден момент си накурчен, изнервиран или мотивиран, како и да е, и ти ќе трчаш по продажба. Едни клиенти, други клиенти, понуди, DM, Instagram, Facebook, намо, куп активности, значи гледај си реализатор, бам, ќе донесеш работа. И сега, пошто си направил промет овона, и сега треба да го испорачаш. Производи, услуга, вамо тамо, па фактура, па прај, па телефони, па ово, полека си ја тргнал продажбата и си влегол у оператива. Штом си ти у оператива, а не се бавиш со маркетинг и продажба, еве ти го циклус 2 назад. Овој ќе го испорачаш, немаш нови нарачки, немаш нови програми, немаш нови уписи, немаш нови клиенти, немаш нови за коучинг или како и да е. Значи гледај, каде тебе ти е фокусот, таму се случува. Има работа, нема работа. Има работа, нема работа. Еве. И после викаат луѓето, не можам да планирам, проблем ми е со буџет, не можам да соберам финанси, секако. Тоа ти е исто како да пливаш само со десна рака. Само со десна рака и ти се вртиш во круг. Значи треба и продажба, и испорака, и продажба, и испорака и тогаш идеш напред. Ако идеш со едната рака, ти се вртиш у круг. Еве ти го ниво 1. Затоа ти викам, најважно е да се сетиш дека ти не си бизнисот и одвојување, да се препознаеш кој идентитет имаш во бизнис. Значи, овие три што ти ги кажав. Може у делот на здравје ти си дисциплиниран, атлетско тело, внимаваш што јадеш, тамо си реализатор, немаш проблем. Ама ти може у бизнис си филозоф или ти сонувач. Значи, тамо перфектно ти да имаш дисциплина, имаш све супер си кој човек, а у бизнисот не ти оди. Еве како можеме да направиме промена на идентитет. Еве како правиме пресликување од она што функционира. И верувај, не е проблем никаков да промениш идентитет. Но, доколку не промениш мајндсетот и продолжиш упорно да работиш, 100 години можеш да се вртиш у круг. Имам луѓе по 10, 20, 30 години работаа бизнис, уште не може 100.000 евро промет да направи. Па имаме и наследни бизниси. Значи, овој не направиле генерации пред него 100.000 евро промет годишен, овој повториве па идеше. Не сваќаш поентата. Одиме чекор 2. Што е чекор 2? Истражување. Што е важно во истражувањето? Не да истражуваш ти, а да измислиш топла вода. Туку да истражиш кој проблем има твојот клиент, како го вербализира, што сака, што не сака. И да видиш слабости во конкуренција. Значи ти не треба да измислиш топла вода, нешто што нема никој, туку она што постои веќе на пазар, луѓето имаат навика, плаќаат некаде, трошат пари, но конкуренција некаде прави пропуст. Или тоа е геп, дупка, празнина на пазар. Само таа празнина пополнија. Некој не испорачува на време, ти испорача на време. Некој испорачува 6 дена, ти испорачај за 2. Некој има милион производи, не зна кај тера, да, супер, ти 2 производи ласер. Тоа е поентата. Некој не им носи до дома, не им пред. Значи, што и да нешто клиентот е навикнат, а не добива таква услуга, пополнија празнината. Не ми филозофирај. Ништо у животов никој ништо не измислил. Иако мислиме дека сме, не знам, модерни, современи и дека развој цивилизацијава. Како не? Уште има војна, гледаш? Уште и умираа за јадење, значи глупи сме ко танџере ко цивилизација. Супер. Значи, истражување е најважно. Кој проблем решаваш? Која понуда решаваш? Кој проблем го решаваш? Значи, се живо истражуваш колку подобро го знаеш. Твојот клиент и твоја конкуренција, директна, не свите, многу полесно доаѓаш до решение. Океј? Имај на ум. Немој да копираш други луѓе што прават. Затоа што сети се дека 76% се у фаза преживување. Тоа што некој има интересни, фенси, секси реклами, вакви, такви, не знам, возила, чуда, објекти, немој да те залажува. Немој да копираш ништо друг што прави. Само размислувај ти од аспект на клиентот, не други што прават. Баш да ти биде гајле. Фаза 3 или чекор 3 е продажба. Ако се сеќаваш со примерот, дека само ако идеш со десна рака, ако само продаваш, а немаш испорака како што треба, она што си го убедил, она што си го дал, на крајот колку добар ти да имаш маркетинг и продажба, на крајот луѓето ќе бегаат од тебе. Значи, ако ти се бавиш само со оператива, производство, чукање, коење, програмирање овона, а не се бавиш со продажба, ти си чекач.
Значи ти си научен некој да ти донесе, да ти сервира работа, еве на работај. Сети се дека се е во ред со тебе, ама мора да се бавиш со продажба. Значи промоција и продажба. Два странски јазици кои што луѓето им се непознати. Научивме кинески, научивме да разговараме со ChatGPT, научивме колку овци има у Кина, колку капки дож има у Сахара, значи милион глупости не научија нас у школа, ама никој не ни кажа како ние да добиеме клиенти и како ние да научиме да продаваме. Дури има и верување во продажбата, нели? Манипулација, ајдуци, вакви и такви. Ако имаш такви верувања, тоа го решаваш од мајндсет. Но поентата е дека мора континуирано да се бавиш со продажба. И резиме. Мајндсет, истражување, продажба. Среди ги овие три работи и да видиш дали ќе имаш решение, дали ќе излезеш за месец, 2, 3 од ова ниво или уште 100 години ќе се вратиш. Она што е најважно и за самиот крај овде завршуваме, дека најголем дел, повторно ќе ти кажам, од луѓето, повеќе им работаат и напредуваат кога имаат одговорност према друг човек. Затоа луѓето кои што ми се на програми, кога знае дека треба да се појави, зависи дали е во среда, четврток или недела, зависи на кој програм е. Кога знае дека треба да се појави со резултати, кога дошло групен коучинг, знае дека треба да испорача резултат. Кога луѓето имаат одговорност према мене, дали е тоа планирање, дали е вежби кои сме правиле, дали треба маркетинг да подобри, дали треба, значи што и да сме се договориле нешто да примени. Притисокот кон мене и кон групата да не се осрами, го гура напред. Ако ти си изолиран сама или сам си седиш дома и размислуваш што не е добро со мене, што не функционира, ама сум ваков, ама сум таков, види ќе го најдеш ти проблемот, ти си. Ама што добиваш со тоа? Затоа ваков тип на групни коучинг сесии се решение. Затоа правиме партал. Затоа никого не оставаме зад себе. Некој ќе примени одма, како примерот што ти го дадов со сметковителката, и ќе направи бум резултат и вика чекај бе, ако може овој, можем и ја. Затоа им даваме секогаш награди суперстар. Зошто? Затоа што наде направи една промена во маркетингот, направи бум у продажба. Како да не добие награда супер звезда кога е лидер на цела група и ја предводи? Како да не добие кате суперстар кој малку прави промена у маркетингот, прави бум, вработува, купува објекти, чуда прави. Како да не добива подршка и како да не им каже на другите, еве што направив, можеш и ти. И со луѓе во 10-20 колку и да се у група, кој ќе види едниот прави резултат, другиот прави резултат, а знае кај биле на почетокот самите, кој треба да му каже дека ова функционира или не функционира? Уште имаш одговорност, јавно се искажал пред друг групата, јавно ми ветил мене, што треба конкретно? Нема спиење. Нема спиење додека не го постигне резултатот. А ти кој работиш сам, према кому имаш одговорност? И знаеш уште што е полошо? Што луѓето се навикнуваат на нивото на толеранција. Кај некого е мало, кај некого е огромно. Еднаш е проблем да земеш кредит, вториот пат земаш, третиот пат без никаков проблем. Еднаш е проблем да запалиш цигара, после натамо нема проблем, 10. Еднаш проблем е да украдеш, натамо викаш никој не ме примети. Еднаш проблем е да отвориш фрижидер кој не треба да дадеш, натамо више станува навика. Значи, луѓето кои што имаат проблем со долгови, со финансии, со продажба, со ова, со она, полека се навикнуваат, им станува комфортна зона. Има куп долгови, има куп ова, има куп проблеми, а си вика, бе, му матер што не пробав се и ова ќе пројде. Ај бе, ќе биде се. Се навикнуваме да ја толерираме болката. Затоа се измислени овие програми. А ако ти не веруваш у себе, ако ти не инвестираш у себе, што е тоа што го работам јас? Менторинг. Ти не инвестираш у мене, ти имаш пристап до мојот мозок и мојата структура. Ама ти на крајот на денот работиш, ти на крајот на денот учиш, ти на крајот применуваш, ти на крајот ги уживаш резултатите. Значи ти за кого инвестираш? Кај мене, како ментор? За себе. Ама предприемач што не инвестира во себе, а има грешен идентитет, не се бави, нема јасна маркетинг стратегија, нема јасна премиум стратегија, продажна стратегија.
Нема дефинирано понуда. Нема константен прилив на клиенти. Прво да ги обезбеди, после да ги затвори. Можеш со живот и да се работиш, а на крајот да биде све у реду со тебе. Ете. Се надевам дека ти беше епизодава од корист. Ако сакаш да се пријавиш на Бизнис Темел, закажи горе бесплатна консултација, линковите од сајтот ги тргнав на секаде, нема потреба, оние кои што знаат да се пријават, кои што сакаат да се пријават, знаат и како да ме најдат. И она што ќе ти го кажам за самиот крај, веќе стотици луѓе направија анкета, ја пополни анкетата, ако не си имаш на сајтот aleksandarkocevski.com, имаш тамо 7-18 прашања кои што директно ти дава резултати на кој ниво се наоѓаш, каде ти се проблемите, како да ги решиш и се останалото ти праќам видео со снимен разговор да можеш да си го прегледаш. И нормално бесплатна консултација ако сакаш, зошто се нивоата, па ако не знаеш кај си и каде треба да одиш, тогаш ќе се вртиш у круг. Се надевам дека ти беше од корист, прегледај го уште еднаш како ти реков на почетокот, среди ги овие 3 работи и јави ми дали имаш резултат или немаш резултат. Поздрав од мене и се гледаме. Чао, чао.